На денешната пресконференција гостин е магистар Вивчо Јаневски, директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Но пред да му дадеме збор, ја би сакала еден краток вовед зашто се одлучивме за ваква заедничка пресконференција со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Имено сакаме да укажеме дека во изминатиот период од 10 години, период во кој што оваа дејност имаше обезбедено и државна поддршка за развој на дејноста, се остварија одредени цели кои што беа постигнати во дејноста, а тоа е заклучно со 2018 да имаме над 1 милион туристи и над 3 милиони реализирани ноќевања. Она што е факт е дека субвенционирањето ги даде позитивните резултати, односно овозможи раст на бројот на туристи и реализирани ноќевања. Но она што ние во Стопанската комора на Македонија преку Сдруженијето за угостителство и туризам го анализираме со нашите членки е дека согласно официјалната статистика е дека во овие изминати 10 години драстично се намалува бројот на туристи кои ноќеваат во хотели со помалку звезди, 1 и 2, и расте драстично бројот на туристи и реализирани ноќевања во хотели со 4 и 5 звезди, категоризирани со 4 и 5 звезди. Ако се има во предвид уште една статистика, вредност на реализирани ноќевања, ќе се констатира дека континуирано во сите овие 10 години ние всушност имаме вредност на ноќевање од околу 710 до 730 денари во просек. Тоа укажува дека во овие 10 години пораснал квалитетот, односно потребата на туристите од поквалитетно сместување, но цената на ноќевањата, конкретно на реализираните сами ноќевања, останува идентична. Тоа укажува дека туристите за иста цена добиваат подобри услуги. Имајќи во предвид анализирање на целата дејност, Сдруженијето за угостителство и туризам во изминатиот период континуирано укажува дека Македонија нема квалитетна стратегија за туризам, која што ќе направи анализа и фокус на развој на туристички сегменти, онаму каде што може да се обезбеди и поголем и девизен ефект и поголем развој на туризмот како дејност. Кога збориме за развој на туризмот, мислиме и на туристичките услуги, но и на угостителскиот дел од туризмот, вклучително ресторани, хотели и така натаму. Имајќи во предвид дека уште 2017 ние како Сдружение за угостителство и туризам поднесовме предлог со барање да се поддржи угостителството, односно со акцент на хотелиерството, кое што поддршка би била фокусирана на девизниот прилив. Што тоа значи? Секој оној субјект што ќе евидентира дека има девизен прилив, да биде поддржан од државата преку формите на државна поддршка што ги нуди нашиот буџет и секако тоа ќе биде основ да тој девизен прилив понатаму расте. Девизниот прилив е основата за раст и влијание на одредена дејност во бруто домашниот производ на една држава. Од тука јас не би должела повеќе, само би сакала да кажам дека на почетокот на овој месец со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот имавме заеднички состанок за да разговараме во која насока во следниот период државата има намера да го поддржи туризмот и угостителството. И при тоа заеднички беше констатирано дека потребни се првично да ги добиеме податоците, какви се ефектите од досегашната поддршка, за потоа да разговараме каков модел на субвенционирање или поддршка е потребен да се креира на државно ниво, наспроти она што го перципира бизнис секторот и наспроти бројките и фактите што се од страната на буџетската поддршка. Во таа насока сакам да кажам дека и ние како комора и како дел од проектот на USAID за подобра бизнес регулатива, имаме поднесено предлог до надлежните институции за да се отвори дебата за моделот на субвенционирање во следниот период. Ова пред се во насока на фактот дека до крајот на оваа година истекува постојниот актуелниот модел на субвенционирање, имајќи во предвид дека агенцијата веќе има одредени бројки и податоци за кои што и заеднички разговаравме на состанок, сакаме директно преку директорот на Агенција за промоција и поддршка на туризмот да бидат споделени некои податоци и информации за активностите кои што би следувале во периодот што следи. Директоре, повелете.
Благодарам Даниела, почитувана Даниела, почитуван Славе, почитувани медиуми. Ми представува голема чест и задоволство денеска што сум на оваа пресконференција. Во следните 5 до 10 минути ќе ви ги представам и одредените анализи кои што ги има направено Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, пред се кога е во прашање субвенционирањето во изминатите 10 години и секако нешто што би значило продолжување на тој ефект, но на еден малце поразличен начин, односно повеќе да се фокусираме кон одржливост во туризмот. Во 2016 година се субвенционирани вкупно 25.371 странски турист или со вредност од вкупно од прилика нешто повеќе од 1 милион евра. Би кажале дека ако ги поделиме вкупниот број на туристи во 2016 година со бројот на субвенционирани туристи, ќе искочи бројката од 4,97% субвенционирани странски туристи во државата, вкупниот број кумулативно. Говориме или кумулативно со бројот на пола милион странски туристи, 2,1 евро по глава на странски туристи. Е субвенционирањето 2017 година се субвенционирани 28.655 туристи, а се исплатени 1,2 милиони евра субвенции од по глава на турист по 2 евра или вкупно 4,54% од вкупниот број на туристи во Република Македонија се субвенционирани. Од прилика бројката и за 2018 е слична. Би кажал дека изминатиот систем на субвенционирање и модул ги даде своите резултати, но ценам дека во период кој што доваѓа, секако и во годините кои што одат, ние треба да понудиме поодржлив систем на субвенционирање кој што ќе се базира на сместувачки капацитети, еден од предлозите, што сакам да кажам дека веќе по дестинациите треба да ги задачиме. Зошто? Затоа што турските туристи се најбродни во Република Македонија, околу 120.000 турски туристи не посетуваат во текот на годината, остварувајќи некаде повеќе од 160.000 ноќевања или 1,6 просечно ноќевање во државата, но земаат најмал број на субвенции, односно 15 евра, додека холандските туристи со своите систем на чартер летови во текот на сезоната и ноќевање од прилика во изброј, нивната субвенција е 65 евра. Мислам дека ефектите веќе се надминати и веќе во 2017 година бројот на холандски туристи паѓа во Република Македонија, што значи дека не е поврзано едно со друго. Всушност треба да создаваме нови атракции, треба да создаваме нови сегменти на туристичка понуда, исто така се повеќе и повеќе земаме приклучок кон регионот и кон светските практики. Велиме дека во текот на годините многу нешта се измени и слободните патувачи, туристите веќе се одлучуваат неколку пати во текот на годината да летуваат по 3 до 4 дена, да откриваат нови дестинации, повеќе се мотивирани од авантуристичките форми на туризам, гастрономијата, културното наследство и се повеќе го избегнуваат сегментот на пакети од 7 до 14 дена, освен азиските туристи кои што според мене во наредните 5 до 10 години ќе бидат предизвик токму на нашата земја како дестинација да бидеме што повеќе присутни во кружните балкански и Адриатик регија тури. На тој начин ќе овозможиме повеќе азиски туристи и поголем број на ноќевања, секако и поголем број на кинески туристи. Се надеваме дека и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во периодот кој што е пред нас ќе работи заедно со Министерството за надворешни работи и секако и со Комората на изменување на визниот режим кога се работи за одредени земји во Азија и се надеваме дека ќе воведеме некои регионални практики каде што се повеќе и повеќе ќе имаме 5 до 7 дневни визи за кружни тури и се надеваме на поголем број на кинески туристи. Тоа е подкрепено со фактот дека во изминатите 2 до 3 години кинеските туристи во Србија, во Црна Гора и во Босна во просек скокаат од 150 до 200%. Се надеваме дека и Македонија ќе земе приклучок токму кон регионот. Кога е во прашање моделот на субвенционирање и на се она што се вика туризам во државата, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот активно работи и 2019 година и токму затоа си резултатите од 3 до 5% кои што ги најавивме веќе во 2019 година за растот на туристите и 5 до 7% бројот на остварени ноќевања. 2020 година покрај новите форми на промовирање, покрај новите атракции што се трудиме заедно со коморите и со
асоциациите да ги создадеме во државата. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот работи активно со проектот ЛРЦП, каде што ќе се создадат 3 destination management организации и Македонија ќе биде управувана од дестинацијски бироа. Се надеваме дека 2020 година и 2021 година Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе тежне кон создавање да стане национална туристичка организација. Благодарам. Повелете со прашање. Што конкретно треба или како да се смени моделот за да биде подобар? Според нашите истражувања потребно е да имаме субвенции во сезона и надвор сезона, бидејќи Македонија со ваков систем на субвенционирање и вака базирање на туристичката понуда не можеме во текот на годината да примеме повеќе од 1,5 милиони туристи и некаде повеќе од 4 милиони ноќевања. Бидејќи ова е една од рекордните години каде што имаме странски туристи од мај до веќе до октомври месец. Потребно е да се продолжи сезоната уште повеќе и исто така што е многу значено да се создадат нови атракции и да се понудат пакети 3 до 5 дневни аранжмани, не само кога говориме за нордиските земји, туку исто тоа да биде за останатите регионални, но и балкански земји. Велиме дека еве Турција просечно престојат во нашата земја 1,6 денови, тоа треба да се бориме да биде 1 ден или 2 дена повеќе. Се надеваме дека од страна на туроператорите, исто така од македонските агенции ќе биде понудена Македонија на 3 до 5 дена. Се надеваме исто така дека дополнително новиот модел за субвенционирање ќе биде базиран на сместувачките капацитети. Тоа значи дека ние предлагаме да имаме едни субвенции за хотели со 5 звездички, 4, 3 звездички, а додека сите дестинации да бидат исти. Бидејќи за мене туристот кој што ќе дојде од Турција и туристот кој што ќе дојде од Холандија е еден исти.